most beautiful girl in town. Фудбалер, оно што шутира. Да, голови. Коста звани Грофан Шанте. Приказна за љубовта, војната, Холокаустот и фудбалот. Го опишува трето полувреме во неколку зборови режисерот Дарко Митревски. Фестивалот ги прикажува филмовите кои учествувале во Оскаровската трка. Нуди пресек на најдоброто од светската продукција од новиот бран на автори. Вели Митревски на прашањето зошто токму Палм Спрингс за северноамериканската промоција на трето полувреме. Ова не е филм што испреќа политички пораки, додава Митревски, но во секој случај зборува за еден период од македонската историја кога се формирале некои, меѓу другото, и политички идеи. Идеи кои што ќе вродат со плод долги години подоцна. Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find? филмот повлече политичка напнатост на релација Бугарија-Македонија на темата депортацијата на македонските евреи за време на Втората светска војна, кога Македонија била под бугарска окупација. Бугарскиот премиер Бојко Борисов беше цитиран во медиумите дека Бугарија не заслужува филм против неа, затоа што земјата спасила 50.000 евреи. Митревски пак со став. Јас мислам дека овој филм не е проблем на Македонија, никаков. Ова е македонски филм, ал не е наш проблем. Дали е тоа проблем на Бугарија? Веројатно да, доколку Бугарија не може да се соочи со сопственото минато и со некои темни дамки во него, но секако е проблем на Европската Унија. Бидејќи доколку Европската Унија се смета себе си за федерација, во која што е можно попречување на цела една земја и една нација заради уметничко дело, кое што меѓу другото кажува 100% потврдени, оверени факти не од македонски или бугарски, туку од светски, американски и европски авторитети, тогаш не е Македонија таа што има проблем, Европската Унија има проблем. Кога веќе е приказна за љубовта, војната, Холокаустот и фудбалот, дали автоматски е и нешто против? Трето полувреме е против омраза, против идеологии кои проповедаат нетолеранција, против идеологии кои проповедаат исклучивост. Веќе е склучен договор за прикажување по Австралија, во тек се преговори за дистрибуција во САД и Канада, открива Митревски. Филмот во Македонија досега го виделе 80.000 гледачи. Митревски најавува дека паралелно работи на неколку проекти за аферата Мистоун, за деството на мајка Тереза и на еден американски трилер, за кој во моментов пишува сценариј.